Застанете, подпрете се на стапот и мрдајте лево-десно, горе-доле со стапалата, напред-назад, со нозете на земјата, горниот дел во торзото во круг, преку глава, нека ве води стапот. Тој е многу корисен како фокус и како инспирација. И осетете како ви иде тежиштето од една на друга нога и исто така како вашата тежина се распределува врз стапалото. Движењата треба да ви бидат во ваш ритам и при тоа да се дозволите самите на себе да им ја вратите довербата на нозете дека тие можат да ве држат. Затоа вежбите се изведуваат нежно и слободно истражете во своите способности како ве води телото и како сака да се отвори, да се растегне, да се протегне и да се опушти. Стапот е како некое магично средство, би рекла, бидејќи кога мислиме на стапот, може би не мислиме толку што можеме, што не можеме, него едноставно го мафтаме стапот. И тоа е доста забавно како игра. Секој ден нашите вештини се зголемуваат, иако, например, од почеток не сме добри, но секако треба да се дозволиме тоа. Со секое ново движење, кое што обично не го правиме, а сега го правиме, се зголемуваме својата моќ и креативноста на своето тело. Повеќе може да се грижиме за себе, за луѓето околу нас. Секој треба да ужива при тоа што го прави. Ова е мојата милена вежба, како да се меша мармалад на некој големо тенџера или ајвар. Многу е пријатно за правење и ептен ве охрабрувам да ја пробате, бидејќи стварно добро растегање. Би сакала да скокаме, одиме и вежбаме и да правиме уште многу нови приказни во животот со добро здравје. Да стоиме убаво на своите нозе. И јас многу ви благодарам и до некоја следна авантура. Чао!